Во продолжение ќе го најавам нашиот промотор Кирил Пенушливски, кој ќе ви се обрати со неколку зборови. Добро вечер на сите. Дали ме слушате? Не работи микрофонот, сега е добро. Добро вечер на сите, благодарам вака што дојдовте во толку голем број. Јас сум професор доктор Кирил Пенушливски, јас сум историчар на уметност. И мора да признам дека не сум од овој тимот што ја работеше на оваа поставка, меѓутоа сум не секој ден да се слушав. И знаев како индијанец Джон Скопа по архиви, по библиотеки, на тој археолошкиот локалитет кој што е минатата фабрика. Во основа јас сепак ще трудам да бидам краток и во изминатите 20 на години како отворам вакви изложби, никогаш не сум имала спремен текст. Ова е прв пат. И ова е прв пат затоа што мислам дека оваа изложба е од исклучително значење. Ќе ви ме замолам сега да ви дозволите да ви го прочитам текстот. Изложбата Порцеланови луѓе е посветена на фабриката за порцелан Борис Кивлич од тогашниот Тито Велес, но и на незините творци, на незините луѓе и на едно време во која уметноста и индустријата беа сојузници. Во каталогот на изложбата, тоа е авторката Јасмина, се напоменува дека индустријскиот дизајн не е само производна дисциплина. Тоа е воедно и огледало на времето, документ за културата и сведоштво за идеалите на едно општество. А денеска, кога фабриката повеќе не постои, незините производи се оние што ја носат меморијата на луѓето. И тие се подпис на дизајнерите и работниците, на луѓето без подпис, извинете, на дизајнерите и работниците што верувале во колективниот дух и во достоинството на создавањето. Овој проект има едно посебно длабоко значење, не само затоа што тоа е прв ваков проект во историјата на нашата држава, туку затоа што тој представува чин на една културна и историска рехабилитација. Ова не е само изложба, туку е еден активен обид да се зачува, препознае и повторно испише историјата на индустријскиот дизајн во Македонија. Тоа е историја што долго време остануваше некаде во темнината, позади зидовите на фабриките и во сега скоро заборавените архиви. И точно поради тоа ние слободно може да кажеме дека со оваа изложба производите на порцеланка фактички се трансформираат од обични фабрички производи во културни артефакти и сведоштва за креативноста, дисциплината и вербата во убавината што произледува од трудот. Во исто време, порцеланови луѓе обновува свеста за вредноста на историското наследство, индустријско наследство, како дел од заедничката културна меморија на нашата татковина, која како огледало се препознаваат во него не само уметноста и технологијата, туку и човечноста. Порцеланови луѓе всушност не потсетува дека фабриките може да бидат храмови на креативноста, места каде што уметноста и индустријата се преплетуваат, каде што формата станува јазик на идентитетот, а секој предмет е сведоштво за една идеја, за едно време и за еден заеднички сон. Јасно е дека оваа изложба е резултат на колективната љубов и посветеност на овие луѓе. На сите кои што истражува, собира и зачува она што можеше да исчезне. И затоа нивниот труд ја оживува таа порцеланова археологија, процес во кој што секој фрагмент, секоја чине и секој украс повторно добиваат душа и глас. Затоа вечерва ние не отвараме само изложба, туку една врата кон сеќавањето, една културна историја што не смее да биде заборавена. Без меморија, без сеќавање нема иднина. А без почит кон трудот нема достоинство. Ова изложба е потсетник дека секоја форма, секоја линија и секоја чаша носи во себе душа на трудот и на уметноста што не смее да исчезне. Значи јас не можам да ви опишам колку сум импресиониран од работата на тимот што ја поставил оваа изложба и на тоа што се ти ја открија. И молам вака пред да званично да отвориме изложбата, да тоа на